Добре дојдовте на онлайн упатството каде што се прикажани клучните елементи за пополнување на формулар за буџет во рамки на регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан Reload 2. Буџетот за проектот е прикажан на табела и представува детално разработена финансиска рамка за неопходните финансиски трошоци за реализација на проектот. Сите предвидени активности во предлог проектот за кои е неопходна финансиска поддршка мора да бидат јасно прикажани во буџетот. Буџетот и предлог проектот се меѓусебно поврзани, бидејќи буџетот ја представува финансиската вредност на планираните проектни активности. Во формуларот за буџетот треба да се наведат само оние трошоци кои може да се проверат. Плаќање во готовина не се прифаќа. Трошоците треба да се реални и затоа пред да се подготви буџетот е умно да се истражи пазарот за цените на работната сила и услугите. На едноставна проценка на исплатливоста на проектот е вкупниот предвиден буџет да се подели со бројот на директни корисници и добиениот поединечен трошок да се спореди со предвидените резултати. Бараниот износ од донаторот е максимум што може да се одобри и тој не може да се зголеми откако ќе се отпочне со проектот. Сите износи треба да бидат прикажани во македонски денари. Формуларот за буџетот се состои од 3 главни категории на трошоци: административни трошоци, проектни трошоци, трошоци за промоција и видливост. За секоја буџетска ставка треба да се наведе мерна единица, различна за секоја категорија и одговара на вашиот план за трошење, број на мерни единици, колку мерни единици се планирани за време траење на проектот, цена на мерна единица и вкупен износ, односно единечна цена помножена со предвидениот број на мерни единици. Административните трошоци се однесуваат на човечки ресурси, режиски трошоци и патувања. По човечки ресурси спаѓаат трошоците за ангажирање персонал. Режиски трошоци се месечни сметки за вода, електрична енергија, интернет, телефон и слично. Во трошоци предвидени за патувања и превоз спаѓаат само трошоци за превоз на лица ангажирани на проектот. Административните трошоци заедно не смеат да бидат повеќе од 30% од вкупната вредност на буџетот. Исто така, избирниот износ на побараните средства за опрема и реконструкција не смее да надмине 30% од вкупниот буџет. Проектните трошоци се неопходни за остварување на очекуваните резултати и соодветните активности. Тука наведувате и очекувани банкарски провизии и трошоци за ангажирање консултанти. Трошоците за промоција и видливост се однесуваат на организација на сите неопходни промотивни настани и материјали. Оваа категорија треба да придонесе за поголема видливост на проектот во заедницата и да обезбеди и промоција на соработката помеѓу Европската унија, УНДП, локалната самоуправа и граѓанската организација. Во последниот дел од буџетот наведете ги вкупните износи. При распределбата на средствата по месеци, за секој месец наведете го предвидениот трошок. Средствата распределите ги согласно планот на активности и внимателно испланирајте ја динамиката на спроведување на проектот, според која донаторот ќе ги распореди траншите за уплата. Се надеваме дека го олеснивме пополнувањето на предлог буџетот. Со среќа!